Значи здраво на сите. Прво да се извинам дека не можев да снимам повише видеа, иако витив, али самата причина морав да седам 24, последните 36 сата. Морав да седам на нон-стоп и да го пратам Кардано, поради тоа што имаше голема игра, нели сега како што ви кажав дека сум пензиониран и ќе го чекам тај ден у месецот да направам профит за да ги платам сметките. И успяв да го направам тоа, имам и доказ, значи гледаш 20 дена чекав од почетокот на месец и фактички според трансакциите ми се посреки на 17 кога трансферирав, фактички на 18 ќе покажам на прив пари за да си ги платам сметките за овај месец со крипто за прв пат, че технички април месец ќе биде првиот кој што фул, како што на почеток ги плаќам, значи април ќе ми биде целиот платен. Значи од крипто ќе ја покажам и волет и трансакции и се. Че прво да мора да кажем една работа, иако очекував, ово беше објавено на 18 март за мистериозната Соња. Значи замисли на Майна Репорт има, доста често објават разни информации. Значи најинтересно ми е дека немаше масовни апсени у Македонија. Иако типката или господицата оддамна се знае за неја у Македонија дека траже дори по $1500 минимален влог за да ви продава крипто на тук што пишува for the purpose of the scam. 3 website were created. Значи пази, направила со нејната екипа. Мене ми пратија слики како изгледат тие дечки. Не можем да ги објавам заради тоа што не ги знам имињата и чекам официјални информации. Многу луѓе ме молат направи видео за Соња, иако тражам докази да ми пратат колку пари се уложили, тие не може да ми прикажат докази, така да не можем да го објавам видеото. Иначе може да ме тресне некоја кривична пријава за ширење на лажни информации. Али сепак гледате тука се виши појавува на интернет дека обвитувала 12% интерес на месец ако уложите 1500 евра минимум. Значи замислите колку треба да си луд, па и глуп со извинение, сега друг збор не гледам, лаком исто, да земеш да даеш 1500 евра на македонска плата, на македонски стандарди, за некоја жена и некој тим неин дека ќе ви продават Ethereum и биткоин. Замисли се постојат толку официјални, Coinbase, Gemini, KuCoin, Binance, Cexia имате сега у Македонија и илјадници други страни, например да речеме кои се по-не се сигурни од овие официјалните, место од тамо да купат, например, крипто, да речем ајде, хакералија таа некоја берза што не е позната и ги изгубиле парите, да речем, ајде, пробале сте, али да даеш на лице од Македонија пари, $1500 да купе, значи типката има со нейниот тим, кои што се креирале апликации, веб страни, 7 милиона евра и илјадници луѓе од Македонија, Србија, Бугарија, Хрватска, Босна, Чешка република, замисли, тоа е сигурно некои македонци што работат тамо, Канада и Америка. Ајде за Македонија, Србија, Бугарија, Хрватска, Босна, ќе разберам, има лакоми луѓе, нема добри информации, али македонци што работат у Канада и Америка, кои што ги излажала, човече, земете, скинете си ги тие амерички пасоши или канадски, варнете си у Македонија, скрите се таму некоја планина, купете си некоја фармичка нешто и со кравите, кокошките горе у планините да сеете, вие не сте луѓе за технологија, брат. Значи ако ви успеала да ви земе 10.000, 20.000, има информации дека и $50.000 се плаќале и евра, луѓе од Америка и од Канада, за пуст интерес од 12%, баш ми е мило дека ви ги земала парите и шо ви праќала, ко се викаше тоа на турски или беше пасулчи, ко се викаше ви давала некој си, шо е ово, Western Union, некоја си лист хартија на која ви витува дека погледни amount sent е 2548 евра, па и данок му наплатиле на типчето 46, типката е, гледаш пишува receiver Соња Минчева.
Значи, ако преко Western Union она е примала пари, че она е погодна за кривично гонение. Pay, какво е, само иде, не си чита доста добро поради рефлекторите в очите са извинени, че се е вкупно 2700 евра. Како може да пратите на некоя си непозната особа, која ще преко интернет ви витува чуда и 12% да пракете 1500 евра минимум, 2700, 3000, 10 000, 20 000. Луѓе, ово вие немате изгубено ништо, освен ели вашите драгоцени пари, али имате добиено много добро искуство. Значи, у еднина, откако типката со нениот тим ви изгорела много добро и солено, значи, наредниот пат, мислам дека ќе бидете спремни да си купите, а и до тие си да ще имате изгубено пари, ако толкова много нели имате пари у Македонија изгубено, а до вчера ми кукавте нели $100 на заем, $200 брат, сега да не я филозофирам, да не си губам времето. Значи, ако имате толкова пари, 1500, 10 000 евра, 5 000 евра, купете си сега на оригиналните берзи, Coinbase, KuCoin, Gemini, купете си на Binance, купете си сега нели, на официалните берзи, чисто да си ги върнете парите. Това ви е един съвет от мене, не знам дали ги прифанете. Да си ги върнете парите, защото сте ги изгубили за глупост. Единствено нещо, нели, да ви спасам от тази нервоза и от тази стрес цел живот, че ги помните, е сега да си купите Ethereum, Cardano, па и Bitcoin. За една година-две ки си я върнете инвестицията. Ако ги уложите истите пари, кои ще сте ги даделе за глупост, значи вировайте, ако сега купите, ки си ги върнете парите. Очекувам дека ки соберете храброст не само да ми пишувате, да се групирате, да си направите на група, да си најдете адвокат и да явно да излезете на телевизија. Явно не е во срам, значи нели луѓето прават грешки, значи постоја лакомост, живеете од држава дека нели се смешни премењата, сите сакате да станете приконок милионери. Нели и сите ми се смеете на Фейсбук, погледне го гуштеро, знаеш мене, нели надимек ми е гуштер. Побркала се у Америка, објавува видео на YouTube, глупира се за некаква биткоин, за Ethereum, за пирамиди. Луѓе, по-голема пирамида од вашо живеето у Македонија и на Балкано нема. Прво прашање како преживувате со таа плата, второ дека ги не довте тие пари да ги уложите. Тука луѓе за 5 години познавам луѓе што едва и $30,000 се спечелиле, вие од Македонија уложувате по 5,000 евра, по 20,000 евра, значи ако ти имаш 5,000 евра да фрлеш за глупост, значи ти сигурно имаш уште 5,000 евра, нели, знаеш да се надевам дека не си ги дадел последните пари. Али ово е луѓе срам. Срам за сите што имате дадено пари на некој си на интернет кој што ви витил чуда и првите месеци ви пуштал првите месеци ви има пуштено, нели, само малко, значи технички проблем, значи интернетот доста знае у Америка да забушава. Иако ми е нели приклучено се најдобро, се е тестирано комплетно, видеото треба да идат многу подобро. Смени некои делови од опремата. Шо кажував, изгубив ја мислата, значи сите што имате прашање слободно, нели, иако ме немате за пријател, може да ме додадете и излезете јавно луѓе и кажете за... Не е срам, кажете и за други луѓе таа жена да не излаже, пошто гледам дека не е уапсена. Излезете јавно, нели, најдете адвокат, организирајте се, отидете Сител, Канал 5, пошто гледам ние на телевизија не го пренесе ово. Значи ние на телевизија не го истражи ово за дотичната Сонја. Излезете, нели, да не го губам сега видеото 30 минути да филозофирам, излезете и тржете си ги парите. Тоа е многу пари. Тржете си барем дел од парите, колку можете да спасите да врнете. Не ово сега вие се криете и да пишувате на пораки на сите, нели, брат, објави. Еве, објавувам, значи ваше е, јас не можем ништо повеќе да направам од ово моментално, додека вие не излезете, нели, у јавност, па да направам видео, да ви давам подршка и да го расширам видеото. Имам група од 10,000, имам на некои, нели, групи преходно што објавував сега, да не спомнувам алгоритмот за теорија на заговор, да не спомнувам поточно за кои теории, ја имам достигнал гледано со 100,000 души. Ти македонски политичари нема достигнано 100,000 души, затоа сум еден од најблокираните личности во Америка. Македонец на групата на теорија сум блокиран неколку пати по 30 дена. И тоа за информации кои што сум ги споделувал за личности кои што нели постојат.
за доктори и за, нели, да не зборам се на тази тема, да не ми биде блокирано видеото, пошто гледате алгоритъм, више едва и чека, че толкова за Соня. Слободно можете да ми прашате, да ми пишете на тази тема, ако имате повече информации. Значи одеме... само си извинам, нели, поради влагата. Влажността на въздуха. Америка още се нямам навикнано. Иако съм тук 6 години. Значи криптомаркето, то нещо на кое се смеевте дека е пирамида. Мора, нели, много луѓе ме предупредуват, нели, да не ги напаѓам луѓето кои ще ми гледат канало. Нели, по-културно, да не бидам толкова, нели, агресивен и груб. Значи луѓе, јас сум откочен, балкански менталитет и 2000 години да живея в Америка, си го задржам. Ништо не ме прави по-различно ако имам Америка и ако сум, нели, направил толкова много пари. Значи најдобро да се, нели, да комуницираме на тај нашен диалект, на тај наш јазик. Значи дека вие до вчера плукавте. 6 години ви давам информации за кога да направите пари. Значи истите тие кои што ги гледате политичарите што ве лажат, истите тие кои што ги гледате македонски канали кои што ништо општо корисно ви немат кажано, вие нив ги слушате, наместо да слушате некој што има доказ дека, нели, како да си извадете од таа криза. Да не речам со извинение од тие гомна. 37 години ве лажат. 37 години стоете у место, 37 години ви витуват чуда таа Европска унија. Луѓе, тука цела Бугарија и Романија е више 12 години се доселува тука у Америка да живеат. Шо мислите дека таа Европска унија ќе ви даде 2000 евра плата, 3000 евра и да ќе сеете у Македонија? Не. И кога ќе улезете во Европската унија, ви ќе трчете надвор први да излезете за да направите некоја пара. Истите тие кои што се смеевте на тие што се иселивме од Македонија. Едва и чекам да улезете во Европската унија, па тогава да ви видам условите и трошоците кои ќе ви бидат. Значи, битно е, значи, market cap за мене лесно се спие после во. Скоро 2 трилиона долари, не билиони. Значи, повеќето луѓето замисли ми викат што е то трилиони. Ке викат што е трилиони со таа математика и со тоа школа во Македонија. Значи, трилиони. Имате милиони, милиарди, трилиони долари market cap. Значи, тоа поминува многу големи компании низ целиот свет. Погледнете го, биткоин више се држи на 1 трилион market cap. Ethereum е на 200 билиона, Binance више го презема третото место, Cardano беше допред скоро. Cardano беше со 45 милиарди. Значи билиони. Многу луѓе замисли си, брата бе, грешки правиш билиони, милиарди. Луѓе, срамота е да не знаете дека милиарди и билиони е едно исто. Значи, не ми си не дебатира на таа тема. Сега ќе речат, правиш се паметен, да покажам принт скрин луѓе од 40 години, од 50 години, какви глупости ми пишувате. Значи, страшно, страшно. Дневно пасум, нели, таков човек, што и на секој сакам да врнам, али ќе почнам полека да блокирам луѓе, пошто по 20-30 пораки ми стигнуват дневно комплетни глупости. Истиот мобет, од која берза да купам, од што да направам, стварно не може да ве разберам. На под секој мој линк ги имате тие берзи. Значи, под секој мој линк, сега да не го активирам, нели, YouTube, доста може да го закоче, нели, самиот компјутер. Уште неам смислено, нели, не е разработено добро програмата, али луѓе, под секој мој линк, толку многу лесно, значи, само ако го отворе, ќе оде побавно. Самата програма си траже доста. Може да уеднина ќе пробам да го сменам и лаптопа, пошто више на 4 години е Core i5. Така да... Значи, под секое мое видео, погледнете било кое видео да го отворам, под секое мое видео, надоле ако одете, значи, на Show More, имате ги сите, погледни, берза за Македонија, CEX, Binance и KuCoin. И многу луѓе се збркуват на Binance и на KuCoin, ви кажав милион пати. Не може секој да стае кредитна и дебитна картичка. Значи, базата ви е CEX. Значи, на CEX купувате со кредитна картичка биткоин. Од тамо, кога ќе идете, нели, да го извадете withdraw биткоин, можете да го депозирате на Binance и на KuCoin. И од Binance и од KuCoin не ви требат, нели, USDT, stablecoin, не ви требат дебитни кредитни картички. Вие милион пати ви кажав дека со самиот биткоин е платежно средство и купувате другите сите коини. И милион пати ви кажав, ми пишувате пораки, нема го Cardano. Луѓе, кажав ви, тие коини секој има скратено, не може да го пишуват они, нели, Cardano, да не може да го пишуват Ethereum, имат си скратеници.
Друго, берзи за Европа и Америка. Луѓе по 15-20 години сте Америка. Не може да направите еден профил. Не може да разберете уште дека ви мислите тоа дека некоја апликација, како што ми пишувате, 15 или 16 души во Америка што живеат години и години многу повише од мене. Ми пишувате, нели ај за овие што живеете на година до 3 ќе ги разберам, али луѓе што живеете по 5-10 години, 15 во Америка, сте милионери што се вика. Имате многу постигнато, изненаден сум луѓе дека не можете да се снајдете да си креирате профили. Мислите дека тие апликации и тие берзи се нешто како лотарија или дека ти ќе седнеш и од си роден во Америка тука или дека ако си имаш документи и одма ќе те пуштат на берзата. Не, човек, ово е Америка. Тука нема врски. Таа берза си има одредени услови. Кога ќе ги даеш сите тие информации на самата берза, кога ќе ги даеш сите тие информации, на нив и треба време да те проверат. Што е тука филозофијата? И, например, милион пати ми прашувате истите прашања дали си сигурни тие берзи. Луѓе, видите, ако ми ги гледате целите, значи тие истите кои што сум ги извадил, ги користам више 6 години. Затоа и ги, не ги рекламирам туку, затоа и ги форсирам. Затоа што ја ниднешка не сум заглавил на нив. Едино кукаен имаше сериозен краш, али пратија ми известување дека серверите и паднале, пошто милиони души пробале да направат се извинувам, профил. И сакате преку ноќ, не иде преку ноќ. Вие треба да разберете една работа по самото тоа колку се големи тие берзи. Значи ти имаш берза со твои лични податоци, поврзуваш банк акаунт, значи сериозна работа, финансова работа, значи ти поврзуваш банк акаунт и таа берза ти е поврзана на тебе со банк акаунтот. Значи ти директно можеш да купуваш пари, замисли колку технологија тоа да направи. И ти не веруваш. Како можеш да не веруваш кога ти си поврзан со самата банка? И таа банка треба да те провери, и треба време да те провери. И после сакате да ми пишувате, брат, сакав да купам за $30,000, за 20,000, дури ми имат луѓе пишано да сакам да купам 2 биткоина, значи тоа е негде мине над $100,000. Чекај, ти вчера си направил берза и сакаш одма да упаднеш и да купиш за $100,000 биткоин. Тоа не иде. Значи самата берза си има лимит. Тоа сите видео го скоро кажав. Значи нон-стоп постирам у групата. Има лимит. И милион пати ви кажав, толку лесно в Америка да не знаеш што е wire transfer, треба стварно да си... Не знам и какво живеете у Америка. Стварно. Не знам дали имате работено со големи суми на пари. Очигледно не. Цело време работите со кеш. Мислам време е тај кеш да го фрлите и да земе да си ги страеш тие апликации, тие мобилни од по $1,500, Samsung ги по $1,500, iPhone не знам зашо ја користите. Изгледа само за фотки и слики на Instagram. Почнете да ги користите, луѓе. На YouTube земи колку е лесно, се чудам. Ај за Македонија, окей. Луѓето нели се у таа ситуација, немат време да истражат, нема ни желба да истражи он за нешто од биткоин што е $50,000, за Ethereum што е $2,000, за Cardano. Добро, Cardano е уште ефтин. Нели, али немат желба да истражат на таа тема. Ги разбирам, ама ти си у Америка, взимаш тука $3,000 плата минимум, взимате $60,000. Каминджии што ми пишуват, нели, взимат по $100,000 на година, од кои 70-80,000 на години остануват чисти, например. А имам, нели, другари кои што не се разбираат од технологија, од Джерси ми пишуват, нели, окей. Ама луѓе што ми пишуват од други држави кои што не ги познавам и ми пишуват комплетно глупи прашања, значи истите прашања, како да купам, како да го направам ово, како да го направам. Луѓе, бе, у Америка сте отвори на YouTube. YouTube и Google у Америка се како твој најдобар другар. Се што ќе прашаш, ќе ти кажат. И сега ќе ми речат, ама ти ја не знам да се снајдам, таму има многу преваранти луѓе, многу едноставно на YouTube пратеш видеа што типу го гледат милиони, што го следат по 100,000, 200,000 души. Лесно. Google тражиш официјални сајтови. Официјални сајтови за потврди. Знаете англиски повише од мене. Многу лесно. И имате луѓе кои што ви водат, нели, за даноци да си ги плаќате, у секоја држава идете прашајте. Јас сум изненаден дека ти плаќаш даноци секоја година, а у последните 2 години ти можеш да бираш со закон, например, у Сиетл, знам дека е, пошто праќав другари да го прашат тоа. Ја уште немам платено данок за биткоин, заради тоа што не бев продадел оваа година е прва продавам, значи наредната треба да платам. Значи, со закон таа што ви ги средува, ако не е нели македонка или некоја балканка, па ја мрзе да си ја врши работа, ако идете кај американец, кој што нели си го плаќате солено, затоа и треба да изберете американец, не балканец да ви води сметките.
Законът наложил дека он трябва да ве праша вас дали сакате да го платите биткоин, дали сакате да го платите данок у биткоин или сакате да го платите данок у долари. Че смете какво нещо ви верувате да ќе оде на нула, кога вие може да го платите данок у тоа. И истиот му бе, ја треба да правам исто видео, заради тоа што вас ве мрзе да ги гледате. Човече, возеш камион, пушти го тоа видео, не ще слушаш тия патриотски песни, доста бевте патриоти. Знаме, нели сите. Пушти едно видео и слушай. Че пази, аз кажав, да не се плашите как стана милионер от YouTube канала. По 300 други го гледат, нели, просек от видео. Ако направям толкова много пари, ще се плашите, нели, Леле отворил YouTube канал, ке стане милионер, аз съм више напад да стана милионер. Више имам негде $700,000. Самото Cardano на мене ми беше пред некой ден на 1.48, кога беше $340,000. И онма, нели, ако обявам, нели, какви работи, онма имаш стотици луги, брат, пари на заем, да помогнем на ово дете. Полега, ќе помогнем на сите. Аз нямам кеш пари. Милион пати ви кажав, тия пари са у биткоин. Тия пари са у крипто, различни коини и проекти, които 6 години ги користам, тестирам. Че не можем я утре да извадам пари и да давам помощ на ова и на най. Имам давано доста помощ за пари, ще съм имал кеш. Сега моментално можем да ви покажем сметката. 8 пари за сметки, нели, кой ще ги потроши в овај месец, значи наредниот месец идеме комплет фул от крипто. Дори ги покажам и принт скринови от моята банка в Америка. Я други банки нямам. Сите банки, които съм го пробвал в Америка, ми имат, нели, чарджа на някои непостоячки суми на пари и ги имам затворено акаунтите. Може да съм единствено македонец, с извинение, кой ще има само една банка. Никой ще не е имал проблем банк в Америка и я користам више 4 години само банк в Америка. Значи да не филозофирам за тази тема, знам да се изнервирам, нели, да го повторям обето, поради това, що дневно от 20 до 100 луги дневно ми пишуват, знам си, я просек на всеки да му отволам по 10 минути, я просто не можем да снимам видео, защото я не можем да отговорам на сите. Я не можем да отговорам на сите, ти не можем да ти отговорам на тебе у 10 минути. Истите прашени у круг. Сакате исто да правам видео за трейд. Това, луѓе, не можем да го направам. И ако ми пишувате много право за тоа шо, то не е я да вземам да ви кажем купи го тоа и тоа, то е у моменту се дешава, нели, да го проценеш. Тоа друго видео ќе направам. Значи най-битно, само да видам, видеото више го направи в 22 минути у филозофии. Значи, ако се изнервирам и одам на друга тема. И поздрав до сите, што се смеете. У Кочани, да, тоа да не го забравям. Кочани, нон-стоп се зборе за мене на масите, дека сум се побркал. Луѓе, единствено вие ќе останете побркани таму по тия, нели, смешни компании што ве плаќате на смешна сума на пари. Земете, соберете акъл, соберете си пари и почнете да истражувате за крипто. Доста седовте на масата и само оговарате, брат. 28 години живее в Македония, ја бев какова, само седеме, оговараме, нели, маниячеме, манечението па е лек за очи, па си го напунеш срцето. Али само оговарате и јаете гомна, со извинение. Друго ништо, 37 години помина. И аз пред 28 престанав да го правам тоа. Доста зборете за другите. Гледајте на емисија, доста се смеете, пишувате им пораки, брат, ти си се побркал, брат. Вие сте побркани, бе, човече, погледни дека живеете. Немате болници, немате автопати, немате сигурна работа, немаш сигурна пензия. Па и давате на некој соња и давате последните пари. И вие се смеете на мене. Супер, смеете се. Ако ви тоа ви изпунува, од мене имате дозвола, смеете се, дури ме оговарајте и ме плукајте. Мое е, овие видео ги правам без пари и да информирам. Да информирам секој македонец, ми е мило, много ми е, сакам да го поздравам Петър Рашков, најголема поддршка. Исто и само забрив како се прозиваше и моја комшија. Сега ќе видиме 2 секунди. Секој му го забравам презимето. Мора да го спомнам у видео за него, Витив Жарко Божинов, комшија живееше под мене у зградата. Голема чест ми е дека, нели, ми ги гледа видеото и ми има пишено толку бави, нели, пофални зборови, дека се гордее со мене и аз се гордеам со него дека ми послушал да инвестира. И исто се гордеам и со Петър, може да се налути ако му спомнав името, али много души не го знаете. Така да не е еден Рашков. Значи, мило ми е дека ми ги гледате видеята и дека сериозно, нели, планирате да упаднете со пари. Да упаднете со пари и да пробате, нели, да го истражите. Они двајцата до сега се најнапредни, а мора да го спомнам исто млад дечко, не знам колко години е
От Скопие мислям дека беше. Андрей Бочевски, мислам дека беше от Скопие. Ако не се лажам, трябва да го прашам. Сега може да го отворам. Да, от Скопие. Значи Андрей Бочевски, не знам колко години, млад дечко е. Сигурно, че име на берзата може да е 18 години. За сега не надевам дека 18 години. Исто нон-стоп ми пишува доста добри прашања. Много добро упадна у криптото и сум изненаден. Пробам да не му давам, сега ќе гледа да му давам скрос информации за трейдање, али тај првиот дечко што најбрзо свана и најбрзо откри нови коини. Замисли, у него че ќе го спомнам, прв го откри најголемиот проект. Ја нема време да го истражам, нели? И ми е криво, али у еднина ветувам дека ако профитирам на Bepro, иако сега водам нели имам програмирано да го купам на само ако отворя, имам двата Ethereum кои што ги нели направив, чекай, Open Orders. Значи двата Ethereum кои што ги направив, ги гледате тука, у вредност од $3600 мислам дека беше. Сум го програмирал да ме купе на 0.23 центи. Точка 1 ставам, нели, за да не отиде 0.29. 0.023 сум програмирал за два Ethereum кои што ги направив од Cardano, сега ќе кажам. Програмирав да ме купе 157.862 од овај проект. Значи овај проект доста мистериозно се појави одеднашка. Он прв ми го спомна, цената му беше нели страшно ефтина. Значи дури у последните 7 дена мислам дека беше, само ќе му дам просто на компјутерот. Погледнете, 307. Значи испуштивме страшна работа, затоа што ја у просек нели се погоди тие 36 сати, морав да седам да гледам за Cardano и нема време да го истражам проекто. Али CryptoRas кој што го постирав испадна дека многу брзо го објави проекто и чудото летна 30%. Значи највише, само една секунда, беше, тука го пратам, нели 24 лоу, беше 0.23, у принцип 90% од коините кои ќе литнат се враќат на таа првишна нели база 0.23 и тоа ми е шанса да улезам. Сега за сега на големо, например 150.000 коини. Зашо сакам да улезам? Затоа што на KuCoin, сега не може да го отворам, некам да кочам програмата, дават негде 10% повише, 10.44%. Моментално се заклучени, затоа што нели тоа ни го тестира тоа, има одредена сума на почетокот колку луѓе можат да стават, коини и да видат нели заинтересираност и да продолжат со проектот. Моментално многу добро за овај коин е една работа. Многу луѓе што треба да ве научам. Значи, кога ќе одите на маркет, кога ќе откриете некој нов коин, многу луѓе се плашат, леле нема го на толку берзи. Зашо е ово многу добар проект? Зашо е многу добра цената? Че погледнете, има го само на KuCoin, на Uniswap, на BitMax и на некој си Bilaxi, не знам некој се чита. Значи има го само на една светска позната берза. Представете си тоа чудо, ако се појави на Coinbase, ако прво ќе се појави нели на Binance, ако се појави на Binance, на Coinbase, на Bittrex, на CEX, на други берзи, на CEX не знам дали го има, треба да ми кажете да проверите. Значи представете си на шо повише берзи ќе се појави тоа чудо многу повише ќе оде. Друга работа што ја пазите, погледнете, Max Supply има 10 милиарди. Значи Cardano има 45 милиарди и никој не веруваше дека Cardano ќе стигне до таа сума. Погледнете денеска Cardano, кој што беше милиони долари, денеска е 40 милиарди и е на 1.27. Којно беше 0.02 центи. Ја успеав, пошто многу луѓе ни објаснувам, например, и милион пати кажав, например, тука гледате, значи ако натиснете тоа, автоматски ви дава тука. Значи пишува е 0.03 центи. Значи вие не може да го купите на 0.03 центи. Треба да ставите 0.03, да речеме 5 или 6. И тогава ќе ви го купи одма, доколку некој тука продава. Тука гледате. Значи контра одете. Зеленото buy, значи бирате ги сите овие тука. Сите овие горе, значи моментално гледате. Официјалната цена е 0.034, а има 8. А имате тип што продава на 0.034, 8 и 4. Значи 53.000. Значи ти ако натиснеш тука,
брзо и доле ќе идеш 100%, нели, за колку, нели. Со биткоин многу тешко скупувам, а со USDT ако го имате тука на пример за $1000, кој ќе, нели, стигне, кој ќе изберете цената која сакате, кој ќе натиснете 100, сега немам пари, тука ќе ви се појави одма автоматски колку коини ќе ви пресмета, ќе одете buy и оно или ќе го купи instant, или ќе го стае у open orders и значи тука unfile, гледате, ова unfile се, например, јас сум поручал 18.816 ада, Cardano чекам да купам. Field 0%. Значи дури ако продава некој, може на брзина, треба да чекате Field да ги испуни сите тие коини. Многу луѓе викат, леле, ујдев cancel испаничив и купил пола не купил, после не знае да пресмета на која цена ги има купено самите коини. Значи гледајте тука, кој ќе го, нели, наместите, кој ќе го изберете горе, а за сел е обртно. Значи овие на зеленото ви продават. Значи гледаш, тука овај продават 27.921. Кој ќе натиснам, таа цена ќе се појави тука, гледате, на 0.034. И одете 100% и тука ќе ви даде точно, нели, тука се гледате, нели, колку имате USDT. И за 100% ќе ви даде дома волуме, колку коини, натиснувате sell и исто ќе се појави у open orders. И чекате да field, да биде, нели, сите тие кои што сте ги програмирале коини, сите тие коини да ви ги испуне. Значи тоа е за тај коин. Гледајте го со будно око. Дури и на оваа цена да го купите. Јас извинувам. Ово видео ми беше план за 20 минути и да снимам две видеа, очигледно ќе биде саат. Значи гледајте, например, многу луѓе викат саат време, немам време, значи луѓе, проста логика. Поделете го по 15 минути, по 10 минути, колку имате време, паузирајте и ќе ги гледате моите видеа. Значи кога ќе ми крене нешто, не можам, нели, да го скратам видеото и не можам да се сопрам да зборам. Значи гледајте го будно овај проект. Значи не ставајте се огромни суми на пари, али следете го будно. Дури и на ово за $100, за 200 е окей. Ако падне, нели, на ја таа цена што го чекам, тогај купувате, нели, уше за $100 200. Тие што имате повише пари, тај проект за $1000 не е многу. Нели, ризично заради тоа што ако тие пари не ви требат, да речеме, 2 години минимум, многу луѓе сакат одма тука тоа да стане $1 или 2, не. Значи големи суми кои ставате секојаш, имајте предвид минимум 2 години треба да не ви требат тие пари. Или да речеме, ако сте го купиле на 0.03 и оно оде 0.06 и гледате дека тај ден тоа е лимитот, дека не може да отиде повише, сменете ги. Сменете ги, ќе падне ќе го купите назад, а и многу луѓе викат, ама шо ќе биде ако не го купам. Супер, ако не го купиш, ти не си изгубил ништо. Ти си нели печелил, купил си го на 0.03, продел си го на 0.06, значи ти си на печалба. Значи, подели ги тия пари што си ги печелил, купи некој посигурен коин. Значи, одма се префрлуваш, ако заглавеш еден коин, да не може да го купиш назад, одма најдеш треба да имаш резервни коини. Јас зашо пробав да ви кажам, луѓе, има 2200 коини. Ја ви форсирав и ви наместив многу добра игра. Значи, биткоин, Ethereum и Cardano. Трите најсигурни коини. Веко, вие ме слушавте и ги купивте на сите тие големи суми. Прво викавте, немаме пари, на крај спанајќи купувате на скапо, на големи суми. Ако ги купите, вие сега имавте од печалбата на Cardano, кој ще беше 0.03 центи, а и дознале сте го на 0.80 па и на $1, значи беше 1.48 можете да го продадете. Многу луѓе ми беа пишале дека се разочарани, само да видам како се викаше дечкото, откочен и многу добро ги разбира. Слаб сум со имиња, ќе ми извините на толку души што ми пишуват дневно. Јован Стојанов, значи типчето откочени, сигурно е помал 17 или 16 години и како е дојдел до криптоберза, нели не знам, тоа си е до него. Негов ризик, али многу добро ги разбира работите да продаде и да купи. Браво, многу добро истражува, да го пофалам. Значи супер, не сум го пофалил до сега на во почесто гледам да го критикувам за нели да бидам по-строго спрема него, за да не се опушта толку берзата, оти има направено профит на Binance, мислам дека беше ми кажал. И одма сака сега беше се разочарал од Cardano, дека не му успеал да го продаде на 1.72 или на $2, да речеме, all in. Значи, млад господине, не идат работите така. Значи, верувам у тебе, ако гледаш видеото ќе може да ми кажеш и фала. Значи, верувам у тебе, само не брзај толку. Значи, јас сум 6 години овај простор,
Па гледаш, сега почнав да ги трейдам коините, само ако съм сигурен. Значи, ќе направам видео, трябва да научите кое му е, нели, 24 low и 24 high. Кой има, тия луги ще ви ги кажа да ги гледате на Facebook, на YouTube, на каналите. Тия луги са луги, които ще са вършили школа, отдел са работили на Wall Street. Самите тия луги знаят да ги гледат, да ги читат тия чартови. Значи ти и аз 6 години гледам, на почетък заедно си отворим в един, да речеме, чарт. Чарт ги викам, може да правим грешка, нали? Замислете, гледам ги овия канделабри, чуда, викам, сега, викам, овия луги са луди. Али с отек на време вие ки почне да ги разбирате тия работи. Ки видите, например, 24 low, 24 high и много лесно, много луги не го знаят. Луги, рефреш на ovo копче. Да се надявам дека няма да заглавя. Например, Cardano гледате 40 билиони 798 милиони. Ако вие правите рефреш на всеки 3 до 5 минути, гледате, смени се 40 билиони 624 милиони. Значи дека Cardano може да паѓа надоле. Затоа што од Cardano некој влече пари или си ги кишира, или тук исто трябва да пратите горе, или мене у биткоин, или мене у Ethereum, или у друг коин. Вие не можете да се лутите дека не сте го купили, не сте го продадели на таа цена која што вие сте мислили да ќе отиде. Луѓе, ти не можеш да погодиш цената на која ќе отиде нешто. Ти можеш приближно да продадеш, али не се локомете. Че гледате дека ако више удел 1.48, ако ставате да го продавате на 1.48, значи много луги викат, я го оставив на 1.54, не успяв да го продавам. Не успяв да го продаваш, затоа што официално пишува дека биткоин е стигнал 1.54, да речеме, ама ти не си можел да продаваш, затоа што никой не е продавал на таа цена. Ако таа цена тук е пишува милион пати, съм ви кажал, таа цена ако пишува тук не значи дека на таа цена ти ќе ја купиш. Зависи на зеленото кој колко продава. Тогава и ти можеш да купиш. И научете се, гледайте, и аз не можем толкова добро да го обяснам, поради тоа што се трудам да зборам на културно, со извинение. И гледаш, одма изгубам мислата, ако се премногу концентрирам и филозофирам. Значи, гледайте на YouTube видео како да трейдаш. Милион видео имате со дечки, што много добро го имате обяснено, дури и како да читате. Ако ви интересира, гледайте луѓе, ово може да работите од дома. Значи, погледне, јас сум дома. Не одам више на работа. Не одам да ме тера некој да ставам маска, иако у нашата компанија не маски, што се вика, не носевме заради тоа што имав среќа далечина. Сега да не спомнувам на таа тема, да не ме блокира алгоритам у видеото. Значи, дома сум и правам пари. И јавно го покажувам тоа. Значи, кој македонец, кој балканец ви има покажано сметки? Кој македонец има седнано на место да трейда да прави пари, значи да седне да ви покаже. Колку пари ја ќе направам од YouTube? 2-300 луѓе го имат гледано видеото. 10,000 души имат видено објавата у Мистерии. И уши 5,000 души имат видено у другата група. И уши 780 ми имат видено у крипто групата. И 1500 души ми го имат видено на Facebook. Зашо ги правим овие видеа? За уеднина тие луѓе да научат грешката, за тоа што цел ден гледат такви глупи видеа, гледат видеа со комплетно голи жени, и ја гледам, не сум ја светец, и ја гледам видеа на Instagram, али ја не гледам видеа 24 сата, луѓе со тие жени што се глупират. Земете, одвоете време да гледате како да направите пари. Значи да не ја филозофирам, секош упаднам. Тоа Cardano најбитно, значи крај со философиите. Значи враќам се на видеото, треба да го превршувам. Душе 38 ќе отиде и саат, па ќе го гледате на скратено. Колку можете, па наредниот ден ќе го гледате. Значи Cardano го ставија на Coinbase Pro. Само да го најдам прво која информацијата беше, да. Значи Cardano го стават, замисли си, на Coinbase Pro. Што значи тоа? Че милиони американци и луѓе низ Европа, кои што Coinbase Pro е дозволена, милиони души добиват акцес до таа технологија која што вие до вчера кажував и никој не веруваше у неа. Значи погледнете Bloomberg. Што вика, Cardano reach another important milestone as financial data powerhouse Bloomberg add Cardano to its terminal real-time market information platform and leading exchange Coinbase list ADA. Че погледни, Bloomberg го става Cardano у базата
реално време да следите маркет информации за Cardano. Дали сте вие свестни луги, шо е това? И някои луги ме прашуват 1,26 центи, дали е скапо. Луги, свестни ли сте вие? То е ефтино. Я чекам да купам на по-ефтино, затова, що, например, съм ги продал на, да речем, на 1,44, ги чекам, нали, на отредена сума да падна да ги купам. Я имам 230 хиляди Cardano. Вие нямате 230 хиляди Cardano, вие 1,26. Всеки ден, ако имаш ти пари, трябва да си го купуваш. На 1,26, на 1,36, на 1,46. Ако падне пас, супер, добро за вас, пак го купиш. Луги, Bloomberg сборе за Cardano. Много луги исто ме нервирате. Значи толкова време имате Coinbase. Аз съм стварно изненаден, човече, да сте толкова мръзливи. Coinbase.com е истата платформа со Coinbase Pro. Али на Coinbase тактички ви държат. Първо беше първата берза, на която съм седел. Портфолио баланс, гледаш, имам заглавено $1374 и то е 0.02 биткоин на оваа цена. Не можем да ги извадам, затоа што беа ми предупредувани, не са они криви, беа ми пратили предупредување да ги извадам сите мои коини, затоа што нели ми потрошија социјален број. Тогава немав јас социјален број и америчка лична карта, нели, и возачка. Со Tax ID не примат, немав и ми кажаа да си ги тргнам на друга берза, дека ќе ја прават по-строга берзата. И шо ми е целта? На Coinbase.com и на мобилни, ако купувате на Coinbase, се огромни таксите. И ако купувате и ако вадите се Coinbase Pro е истиот акаунт, со истиот имейл, со истиот паспорт се улава, али тоа е професионална берза. Гледајте ја разликата. Гледај, ово е за деца, ово е тука е за почетници, buy and sell, send and receive. Значи, добре да почнете на Coinbase, тие што нели у Македонија се уште нема, што е голема глупост за властите и со многу луд што не ја пуштат. Затоа што знаат дека многу македонци, ако да знаат за крипто и имат акцес и ќе направат пари, нема кој да ја работи у тие конфекции. Али тоа ќе го сменеме. Доста и 300 луѓе што ме пратат и минимум 100 души познавам дека доста многу пари направи и уложија. Сигурен сум дека за 2-3 години нема да работат таму тие конфекции да ви буат од сабаля до вечер за смешни суми на пари и од тие таму смешни фабрики. Значи buy and sell, send and receive. Много лесно, send and receive. Толку лесно, погледнете. Трейд, много лесно. Направено е просто за нубови. Шо вика му игрите. Значи, ако више, нели, тоа ве кошта, тоа си има цена. Вие да купувате на Coinbase, обичната Coinbase.com, си има цена, по-скъпи данъци, затоа ще е по-лесно да купувате. Ако сакате по-професионално, погледнете кой изгледа ова. Че вие просто ќе се сбъркаш ти първ път, кога го отвориш. Coinbase Pro, значи pro.coinbase.com. Че истата е компания, ама едната е за аматери, за почетници, другата е за професионалци. Значи професионалци не е толкова професионалци, например, ако вие вижте сте купували на KuCoin, ќе разбереш. Депозит, withdraw, buy, sell, нели бираш го, тука е нели самата цена, кликаш го и он автоматски ќе дојде тука и гледаш YouTube видео. Значи аз сега не можем да направам, и виж сум блокиран на таа берза. Аз все още можем, кашо гледате ми дават акцес тука, нели поради тоа што има фондови, а намерно ги остави в тие фондови, за да можем да пратам. Многу луѓе ме прашуват исто која берза да ја на апликација да ја симнат на телефоно. Луѓе, не знам, само треба да видам, да уклучам камерата да долове. Значи на Coinbase, се надевам дека камерата ќе долове, пошто се гледа светлото. На Coinbase, ако успеете да направите профил, најлесно се гледа самата берза. Че гледате. Најлесно се гледа самата берза да ги пратите тия коини у real time, лесно. Ако не, одете на Google, CoinMarketCap, значи много луѓе сака да покажем на телефона, јас не можем да покажем на компјутерот, CoinMarketCap.com, на телефона си ги гледате уживо берзите. Значи ако неките да се логирате, ако мислите, тип ми беше напишал, забравив му го името, ако мислите дека, нели, што много добро прашам на негова страна, значи у Македонија може да ти украдат телефон, може да го изгубиш, значи добро е да го пратиш на Coinbase.com, ово на CoinMarketCap.com да ја пратите, да се надевам сега да ќе отворя, почнува програмата нели да забушава на толку време што ја користам. Нема да го отворя. Значи на Coinbase, CoinMarketCap.com ги пратите тия цени. Значи берза да више заглавува.
на бързина да обяснам за, значи Cardano е на Coinbase и на Coinbase Pro, значи taj коин със сигурност килите много. Ова я изтражете, сидите ще имате на големи суми, користете я pro.coinbase. Пробайте се $50, со $10, со $100 да трейдате, да купите, пробайте депозит, пробайте withdraw. Трябва да видам тук само камерата, ако се активира. Трябва да се види. На съседо мачката. Секо ще активира камерата от 3 сато. Не можеш нищо да и направиш, нали Америка. Значи, мисля да изгубив. Гасам по-лек за този информация, за да не ги сбъркам. Значи, то е за Cardano, очаквайте да биде огромен проект, луги. Огромен проект. Не чекайте, следете го и ова исто проект. Сега сагам да ви покажам, ако отворя, ако успеям, значи, Order History, Trade History. Значи, погледнете, що успяв да направям. Ствари много по-лесно, ќе го направям на овај начин. Значи, кога дознав дека ќе се става само да видам, да. Кога дознав дека ќе се става, нели, Cardano на Coinbase, префрлив 16 Ethereum. Значи аз никош не съм, много мои другари ме познават, я никош живота се нямам коцкано. Се на село живота имам дали 2-3 спортски ставено, не съм добил и спортска за мен е най-голема глупост. Татко ми е изгубено пари, сите мои другари, роднини от изгубено чудо от пари и плати. Така да много добра лекция съм научил, дека тоа е комплетна глупост. Значи, погледнете што направив. На 3.17, откако нели сванав дека со 100% нещо се случува и дека се стае на Coinbase Pro, значи 16 Ethereum, значи ја имам 49 Ethereum, значи 32 Ethereum имам заклучено и ги знам, ќе ги искористам за тоа копање, нели шо 2.0 што ќе се активира. Значи и взимам од другите, нели што ги имам, 16 на сигурно, значи ги префрлам у Coinbase, сменувам ги за пари, сега листо ми од другата соба да не станувам, забрев да го вземам, значи видеото ќе биде много подлого ако го направам тоа, значи 16 Ethereum ги минувам у кеш и купувам Cardano. Само да видам дали ќе најдам трансакцијата. Сега лошото е тоа, гледате дека една од проблемите на KuCoin е ликвидноста. Значи замисли си ја например, иако знаев информација дека Cardano нели ќе литне толку многу, може сите 230,000 Cardano да ги префрлам, да ги продавам на сигурно, ако он одеше на 1.54, да ги продавам на 1.44, знаем дека крајната граница да падне 1.23. Че погледнете која игра, може да ги продавам, ако пресметаме. Значи, сега ќе пробам да уклучам нели Digitron, да се надевам дека ќе го покажам. Значи, смете 230,000 Cardano. Ако јас ги продадев на сигурно, да речеме, на 1.44 центи, јас ќе имав $331,200. Знаем дека ќе падне нели на 1.23, да делам на 1.23, луѓе погледнете, од 230,000 коини јас ќе направя 269,000 коини. Тоа е некаде 39,000 коини екстра. Луѓе, тоа е сериозна сума на пари. 39,000, значи 39,000, да се надевам дека Digitron го има уложен, уфатено самата програма, 39,000 по сегашната само сума на пари 1.23, ја ќе направив $47,000 профит за помалку 36 сата. Иако знаев сигурно дека се деси и го играев на сигурно суми, $47,000 ќе направив. Зашо не го направив тоа? Сега ќе ви покажам. Само да не ја сгрешам програмата. Зашо не го направив тоа? Една од причините за тоа што нема да отворя сега берзата за жал. Ние имавме Binance.com. На Binance.com тамо се за $милиарди дневен профит се тргува и се купува. Тамо може да играеш на големи суми.
американците го видеа тоа дека многу американци ќе направат пари и го забранија Binance.com и го направија Binance.USA. На Binance.USA уште, нели, иако е истата компанија, иако со истиот пасворд, додуше не може со истиот пасворд да влезеш како на Coinbase, иако правиш, нели, нов профил, сите американци се жалат тактички, ја блокират и многу време требе за да улезете на таа. Еве мои другари, пријатели и цимери чекат више 2 месеци да бидат одобрени. И заради тоа што има мал број на луѓе уште, да не речем играчи или инвеститори, значи на Binance не може да го играам ја KuCoin, затоа што тамо дневно продават по 1000, 2000, 20, 30, нели, ако јас ги ставам 230,000 Cardano, таа берза ќе се сруши. Јас и тука пробав на KuCoin, замисли на KuCoin исто, иако е голема берза, Cardano уште е мал и го играат на 100, за 24 сата, Cardano си играе на Coinbase за $100,000. Смета да ја да бунам 340,000 долари, тоа е 230,000 Cardano коини, да ги ставам на Coinbase и да ги програмирам. Прво, не постоја таква бројка на луѓе што ќе ми ги купат на мен на 1.44, после голем ризик, не постоја таква сума, таква бројка на луѓе кои што ќе ми ги купат истите коини назад 1.23, значи ја можам да бидам заглавен. И да ги продадам, ја нема да можам да ги купам на 1.23, затоа што ќе нема голем број на играчи кои што ќе ми ги продават на таа сума. Затоа ја испуштив $47,000 трейд, кој што планирав да го снимам и уживо. Али здраве, имам страпление, па начекав друга работа, како што гледате, направив трансакција на коините на 16 Ethereum, профитирав 2, гледате, еве ги трансакциите, значи тука е на трансферирани се 16 на 3.17, гледајте, на 3.18, јас више имам 20.67, значи јас успеав да направам 2 Ethereum.67 профит. На оваа цена, ако пресметам, само нема да го може да го даде, нема да го уклучувам па, значи 2.67 по, да речем 1820 првичната цена која што е ево, јас направив профит од 4.859 долари, значи мора да уклучам камерата за да го покажам. Значи јас направив, луѓе погледнете, значи 2 Ethereum.67 со Cardano што го сменив 16 коини сменив, нели? 16 коини сменив и вадам од берзата назад 20.67 со даноци со се. Јас направив на првичната цена од 1820, јас направив 4.859 долари за само еден ден трейд, а 36 часа активно гледање. И направив моментално за моите сметки у Америка да си ги платам овај месец со помош на Cardano. Нели, ја ќе ги сменам у биткоин, додуше ја ги сменив у Ethereum, да, и ги продадов у USDT, USDT-то го префрлив у Bank of America. Да, тоа да ви го покажам исто, само да не забравам. Многу луѓе не веруваат, ќе ви покажам сега и трансакцијата. Значи, паметна игра направив. Јас продадов само 1 Ethereum за сметки. Значи, не продадов 2.67, продадов 1 Ethereum за сметки на оваа цена. За наредниот месец имам, значи ја направив за 2 месеци за сметки со овај трейд. И дури, ако да речеме Ethereum литне на 3.000-4.000 долари, додека мене стигне, јас за април месец имам за сметки. Значи идеш јануар, февруар, март, април, значи јас ќе ми за наредниот месец. Значи март месец сум направил профит, април го имам да го платам и за мај имам да го платам. Дури може ќе имам и за јуни да го платам, ако за тоа време, нели, Ethereum, таа еден Ethereum.67 што чувам иде на 3.000 или 5.000 долари. Гледате ли јас нешто што направив? Ја не ги држам у долари, затоа што сум сигурен у мене дека искочи друг коин да го, малку е ризик, нели? Ама сигурен сум дека ќе имам уште еден месец за сметки да покријам со тоа што само ќе го чувам. Ќе можам да имам и за другиот месец, нели, сметки, а само да успеам ако отворе, нели, Gemini, да ви покажам трансакцијата. Да се надевам дека ќе отвори Gemini. Тука автоматски се одлогирало. Мене не ме... само една секунда. Да се надевам дека не сум направил грешка. Значи да го отворам Gemini. И да ви ја покажам самата трансакција. Многу луѓе ме прашат како ги вадиш парите.
Многу луѓе и мои другари лично дебатират, знам се, дека дебатират дека не може да се смени кеш, еве вие Gmini луѓе, мојата база на Македонија е cex.eu. Еве одете на трансфер и гледате, одете на withdraw. Кога одете на withdraw from Gmini, сега ќе видите, значи хисторито, гледате, јас имам извадено 2 Ethereum. Гледаш withdraw, имам извадено, тука има и доказ исто, гледате, имам withdraw 16 Ethereum на истата дата што ве кажав. Извадено, депозирано у KuCoin, направено профит, значи 16 сум депозирал. Една од предностите на Gmini е добра што имам 10 Ethereum и 10 пати Ethereum и 10 пати мислам дека беше 10 пати беше Ethereum и 10 пати беше Bitcoin, може да го извадам у месецо без да ми наплатат за фи, што е много добро. Че гледате, withdraw направам, вадам 16, правам успешен трейд и враќам на истата берза 20.67 Ethereum. Че сум профит, еве ги, 2 Ethereum. Продавам 1 Ethereum, гледате, сега ќе видите, гледај, withdraw via bank transfer. Значи, само да видам дали програмата го снимам, мора тоа да го проверам, да не го спуштам, че јас за овај месец депозирав $1,800 да ги покријам сите мои сметки, значи зборам без храна, нели, за храна други сметки правам, значи сите мои сметки комплетно, добро има дел за храна таму, значи сите мои сметки, ја не ги крием сметките, гледате, значи дел од моите сметки, да речем, ајде, еве не се сите, да не ја филозофирам точно, плюс минус се, да речеме, $400 кои што ги чувам, не ги крием ја сметките, значи $1,800 сум ги извлечел на банк трансфер и се депозирани, исто еве ќе ги покажам, тоа забравам да покажам на сите луѓе, мислат дека сум милиарди имам, па ми нон-стоп тражат пари на заем, само да не го покажам по грешка пасвордо на мојот wallet. Уствари ништо не може да го краете, празен е. Значи еве луѓе, мојот банк акаунт, ја не го крием. Значи мојот банк акаунт, како што гледате, само да видам, ни еден македонец нема да ви покаже такви сметки, покажувам ги за да има доказ дека има тип у Америка кој што бесплатно ништо ни купувам, ни ви продавам, ни може да купите некој се представува лажно моје име дека ви продава, ја ништо не продавам, ниту имам страна за продавање, значи има си официјални берзи дека ќе купувате и дека ќе продавате. Ако некој се представува моје име, да знаете дека е лажен профил, значи гледате кои се мои профили, ги имам ставено, кој ми е мој Twitter, кој е мој YouTube канал, гледајте луѓе да не купувате ништо ако некој ви се представува да речеме моје име, тоа да го кажам. Еве ви, сум имал, значи, ако успеам нели да ја камерата да ја долове, ако не ќе ставам print screen, значи како што гледате, ја имам се на се $2,133. Ако минусирате $1,800 за сметките, значи што ги имам, другите пари се обичен кеш што го држам. Јас луѓе немам пари на сметката. Немам. Сите пари ми су крипто. Сум првиот македонец кој што 6 години у Америка нема еден денар, долар. $1 што се вика екстра да го чува у толку верувам ја на крипто. Многу луѓе викате што ќе се деси ако те блокират. Не може да ме блокират. Може да ме блокират на една берза, имам друга берза, имам трета берза, имам и, како што гледате, многу луѓе забрават, имам го ОВОА, кој што не може да го хакира, дури да ми го крадат телефоно. Гледате, тоа е, само да видиме, не се кај има луѓе доста покажено, нели, за... Погледнете луѓе, тоа ви е, мора да го покажам за жало вака, не сакам да се логирам на интернет. Значи, Samsung Blockchain Wallet, самиот Samsung, и да ми го крадат телефоно, многу луѓе мислат, леле, ќе ти го крадат телефоно, ќе ми го крадат телефоно, губам. Луѓе и да ми го крадат телефоно не може да улезат у волето. Имам пин, имам пасворди, имам чуда, имам fingerprint, сигурно треба да ми го изсечете и прсто. Не можат и да ми го крадат телефоно, ја губам нели $1,500, пошто ово е Note 20 Ultra,
Не съм го купил телефон, ако другите македонци да го покажат на маста. Америка Сити имат яки телефони. Нямаше да се фукат или да покажат на маста. Я го купив заради това, защото е бразина, значи е квалитетен и има wallet и директно съм повързан с Gemini берзата. Че директно погледнете, съм повързан за бърза withdraw и deposit. Значи повързано ми е се на телефона. И да ми го края телефона, значи аз можем да имам да купам друг телефон и да се логирам. Не може да първо да го пробият, а можем да идам да купам друг телефон и да се логирам отма на другия телефон. Значи не може на Samsung Blockchain Wallet да те, ако имаш пин и ако знаеш какво да користиш, не можеш да биеш хакиран. Значи ви ги транзакциите ви покажав за ovaj месец, дека и аз и не само за ovaj месец, значи и за другия месец направих пари и ако го чувам тай ден Ethereum, аз имам за 3 месеца съм направил пари, за само един ден от тази месец ще ми е покажал. Затова луги не трябва да се лакомите. Затова трябва да правите аналитика, да ги следите, не моите видеа, само да ги следите видеята на тия луги, ще ви ги препоръчав да ги следите. Да се надявам дека ке ги отворя да ги... само трябва да сменам. Значи тия луги трябва последно видео да направим много луги ме нон-стоп прашуват. Айде да се надявам да ке го отворя. Значи, що ми беше целта? Еве ви доказ, трансфер history, значи, от Gemini, дека аз съм направил пари, за да си ги платам у наредните, ще се вика 3 месеци. Значи, наредните 3 месеца я може да спия мирно, да одам дека сакам, дори не мора да седам на берзата. Може що сакам да правя. Замислете си. Значи, замислете си, аз не трябва да одам на работа, луги. Ние един македонски медиум не обяви за мене, за моето достигнование, дека аз съм успял да го победам стария систем. И съм успял да се пензионирам, успял съм да профитирам и съм първият македонец, който ще покажа сметките явно. Че я нямам пари. Аз съм първият македонец, може да най-сиромашено злато и най-сиромашено кеш. И аз имам само крипто. За разлика от всички тия на YouTube канали, ще имате, ти си мултимилионери, луги, ако ще ги пратам, гледате колко се. Те си мултимилионери, имат 10% у кеш, 20% у злато, 10% у сребро, имат по няколко куки, имат и други акции и се представят дека са много големи верници на паметна дивна страна, ще имат они у други вредности. Али не и я. И аз съм решил да правим история, да бидам първи, ако ще нема злато. И ако ще се местам от държава до държава, мене злато ми е нефункционално и ми тежи. И како ще криминал Америка огромен и нямаш защита, то злато ти не можеш да го чуваш дома. Исто и сребро. Исто куки у Америка да купиш. Куки у Америка моментално е комплетна лудност. Да плаким и данъци на нещо, кое ще е, не дай Боже нещо да се разсипе, коща огромна сума на пари, сигурно няма ти да наеш македонци хаус майстори да ти го направят. Един покрив коща $50,000 да се смене. И аз у куки не верувам Америка. У злато купуване не верувам Америка. Отидеш ще купувате там на лист хартия и ви покажа у неко си банк у Англия сте имале злато, вземете, обесете се. Такво нещо най-искрено е комплетна глупост да купуваш. Значи аз съм фул у крипто. На сите ви ги им покажено волетите, на сите ви покажав и ви докажав, замисли си да седнеш ти да се откажеш от работа у февруари и да знаеш със сигурност дека марки излезе коин, на кой ще ти ги направиш за 3 месеци пари. Луги, мислям дека това историски не се е случило никой и явно да си ги покажеш сметките. Явно да си ги покажеш сметките, за сите кирия, че ти си глупките хакират супер буйрум, сакам да ме хакирате, сакам да хакирате Gemini. Парите ми стоят на Gemini, парите ми стоят на Samsung Blockchain. Милоки ми е да ме хакират и да ми ги украете парите. Но сите македонски хакери, които ще знам дека са доста добри. Милоки ми биде да ги хакирате, защото ако мене хакирате и ги изгубам парите, аз знам какво да направим утре от нула. Може да ги се помачам още 5 години 6, али ке направим пари. Значи суалал да ви се парите, ако ми ги украете, ама пък гледаш Gemini, ако ме хакирате, ке го подобрат система за по-сиромашни луги да не бидат хакирани, ще имат фамилия. Я нямам фамилия, жени, деца, нямам фамилия. Да умрат за леп. Samsung блокчейн, ако го хакирате да ми ги украете парите, ще го покажувам. Исто ки ми е мило, Samsung ке го подобрат система, аки приявам дека ми са украдени парите. Аз съм първият, ще тестирам ово чудо му
верувам, знам дека го имат изградено системо, и ово е новата банка. Ово е новата банка, ово е новото чудо, новиот wallet, нема више да имате вие банк акаунт, ќе имате wallet, крипто wallet, и сите вие ќе взимате плата у биткоин, и сите вие ќе взимате, ќе купувате коли, ќе купувате куки, и дури и златото еден ден ќе дое ред, верувајте ми, скоро еднина, оваа година, златото ќе си го сменете и среброто, не зборам за македонците, они, нели, како сиромашен народ сме ние со таа политика, али у Америка и у Канада, луѓето и Австралија, нели, што ми се уште смеете, ќе дојде ден златото што го чувате, знам дека имате многу, ќе го смените у биткоин, за да профитирате и ќе бидете најголеми верници за овој крипто. До кочани и до тие и пријатели, другари што ми се смеете, продолжете да се смеете, продолжете да одите на работа, продолжете да носите маски, нели? Продолжете да седете и да оговарате истиот момент да го правите. Продолжете да се карате дома за сметки, продолжете да плачете дома да ви дадат нели, пари за кафе, за цигари, продолжете да купувате гардероба кој што не можете да си ја дозволите за да импресионирате некој мадам. Чисто да ви кажам, секс у Америка е нормална работа и дека да идете у бар, нели, да не, нели, малолетници гледат да не филозофирам, дека да идете у бар, значи не сте грозен. У Америка за секој дечко и девојка има, нели, соодветна личност. Значи тука не гледат у Америка ти кој ти е татко, тоа само гледат македонките, балканките кои што се доделе, сиротите и по 5 години 10 ништо не се научиле, тражат некој богат да му еваат душата. Нели некој ќе ми рече, ти с 30 години супер дечко богат зашто не имаш жена, затоа што уште не сум ја најдел таа жена. Значи многу е тешко да најдеш жена и на 36 години. Затоа што јас имам план. Јас кажав многу одамна, луѓе до 38 години треба да станам милионер. Тоа е единствената грешка што имам направено мојата аналитика. Јас на 37 до декември ќе станам милионер. А на 38 ќе станам мултимилионер у крипто. Да, пак ќе бидам, немам кеш, немам злато, ќе бидам мултимилионер у крипто. И витувам дека на многу луѓе ќе помогнам, ама на луѓе што и треба помош. И кога ќе решам да кеширам, пошто многу луѓе ми пишуваат за пари, тие луѓе први нели немате деца како што се представате да имате деца, пошто ако сум ја најдел информација да ископам пред 6 години за крипто и да станам толку богат, смете ти ми пишуваш за $100 200 ти пратам од Инстаграм и од Фейсбук, кој што тој е лажен профил, името и презимето не постоje, телефонскиот број што си го ставил не постоje и ти деца и жена немаш. Значи прво грево е ваш. Губите ми го времето за џабе, значи директно блокирам. На тие што треба ветувам дека ќе помогнам. Ќе помогнам кога биткоин достигне големина, џабе ми требаше се ја помош. Значи ја разбирам ситуацијата, за информација ви давам информација како да направите пари. И со мали пари може да се направат многу добри нели со мали пари може да се направат многу добри, да ставам уживо да се гледа самата берза како иде. Значи за мала сума на пари можете да направите многу пари, луѓе. Значи се што треба е иднина, ова треба е период. Луѓе 6 години зборам за крипто. Сметајте не 99%, 100% од луѓето ми се смееја. 100% од луѓето ми се смееја за крипто. Видеото ми ќе мине 1 сат, ама кој сака, намерно ќе го направам повише. За тие што ги сакате видео од 15 минути ве мрзе, на краја на видеото да ви се клучнат информации. Луѓе, ти не можеш да купиш за $100, за $1000, за $10,000 да станеш милионер. 6 години ми се смееја сите луѓе, и другари, и пријатели, и роднини, и цимери, и американци, за тоа што се што ќе спечалам, уствари 4 години поточно, 6 години го знам, ама 5 години поточно го инвестирам. 5 години ми се смееја дека all in одев. Од како ќе си ги платам сметките, од како ќе чував мала резерва за наредниот месец, да не останам без пари, а има месеци не сум ни чувал, ако сум бил сигурен во моите способности како да купам крипто, ама секој што ми имал крипто што може да го продавам назад за пари и сум знаел како за да си ги платам сметките. Значи не сум се оставал без пари, имал сум дигитални пари. Значи 5 години ми плукат, 5 години ми се смеат, 5 години замисли си го притисоко да сите ти викат тоа е пирамида, да сите ти викат тоа е понзи, да сите ти викат кој идеш на кафе и на сок, и на сок, на пиво, на дискотека да ти се смеат, а ти се трудиш, јас сум риби у хороскоп, не знам, мистериозен знак, трудам се на сите да помогнам, трудам се на сите, сите што ме знаат пријатели роднини, знаат ја филозофирам,
за разлика сега не може да ви најдам таа слика од типо кој беше тај масон што го беа ставиле, колку по-молчиш, тоа е по-злато. Ма немој да ме јебеш. Значи, ако молчев, ја како вие ќе знаевте за крипто? Ако тие сите на YouTube канали молчеа, како ќе знаевте вие за крипто, човече? Како информациите ќе се шират за крипто? Погледнете ги овие илјадници луѓе кои што ги не илјадници, али одредена количина на луѓе пратам, нели 350 345. Како вие луѓе верувате на тие траењето е злато? Кои сте глупости, човече? То вие траете 37 години од таа држава и молчењето злато ли е? Луѓе, не траите. Шо повише збореш, шо повише разделуваш информации, шо повише даваш корисни информации, тие информации ќе се врнат назад. Тоа е таа карма, тоа е таа универзум. Че погледнете, јас сум филозоф, мене ме вика, освен што ме викат гуштер, мене ме како мало ме вика, ти си филозоф. Јас се лутев. Фала ви на комплименто. Значи филозоф за мене е комплимент. Сега дури на 3, не на 37, на мој 22 години го разбрав. Шо уствари сте ми ви викале филозоф. Значи јас за тоа си селив од Македонија. Ја немам со кој да правам обед тамо. Немам со кој да правам обед. Тамо е само говарат, само политика се правим обед. Погледнете од како си селив во Америка. Сите ми се смеле дека во Америка ќе банкротирам. Луѓе, јас живеав во 3 различни држави. У Джерси успеав да се преселам да живеам една година. У Мајами успешно живеав 2 години, што е една од најтешките стейтови градови да се преселиш. Флорида е стејто. Најтешката да се преселиш. И погледнете, третиот најтежок да се преселиш, Вашингтон, Сиетл. Преселив се и живеав успешно 4-та година почнувам да живеам и сум на пат да станам мултимилионер. Зашо? Затоа што се одделив од тие негативни личности, нели, и се повлечов во планините у Сиетл, за да медитирам и да кулирам. Значи докажав дека тоа е точно. Еве, јас сум на пат да станам мултимилионер. И сум на пат на сите да го покажам тоа. Еден македонец, тие што ми се смеете, покажете ги сметките што се фалете на Wall Street, ви од Америка и од Австралија и од Канада, што се фалете, покажете ги, нели, тие не сите, тие што се фалете на Wall Street дека сте направили многу пари. Бојрам, направете видео да ви се извинам јавно, да ги видам кои сте тие пари што сте ги направили на Wall Street. По 15 години, 20 со Америка немате ништо направено. Немате $50,000, немате заштета. Покажете ги да видиме. Покажете ги тие успешни бизниси кои кажувате дека вие имате толку многу пари. Вие утре луѓе, ако ви пропадне бизнисот, ви банкротирате. Тие $100,000, $200,000 што се ги тргнале, тие се трошат. Моите $500,000, $700,000 се трошат, ама нареден месец се рипат нагоре и се множат и се множат и се множат. Јас само еден ден од KuCoin и од Facebook ќе живеам, од KuCoin и од Ethereum ќе живеам само што ќе ми копат. И тоа ќе го покажам. Еве, системот на Ethereum уште не сум го активирал, е тежок. Не ризикувам за тај данок што ти го наплаќат, али за Cardano сега да не го активирам ќе блокира, за Cardano, човече, мене ми копа. Мене ми ископаа до сега негде, не сум преспоменал $7,000. Луѓе, јас ово можем и у Македонија да се врнам да живеам. Со Cardano можем денеска да сејам да го запалам авионот и вика да се врнам и да живеам ја само од Cardano што ќе ми копа и Ethereum. И други коини што ги имам. Али Македонија не може да се врнам за тоа што погледнете таа држава некој намерно ја коче технологијата. За вие да не добиете акцес. Кога ќе ви дадат акцес? Погледнете, CEXO е скапа берза. KuCoin и Binance е тешко додека научите да префрлате и да трейдате. Имате мали суми, ќе треба време да се зголеме вашиот портфолио. Треба и искуство да стекнете. Че некој намерно блокира Македонија берзата и пристап на луѓето до нешто кое што е легално. Уште велазат нов не читам, трендов се глупира, пирамидални шеми, 100% ќе изгубиш. Ало трендов. Супер, викнеме на YouTube и до Јанко Јади Бурик, можем еден ден да му се уклучам, да му објаснам многу повише. Вико емисија тип што изгубил €20,000, ништо не печелил. Вториот тип беше супер, нели, тип објасни за безбедност, кажа дека не е, нели, експерт. Али кај тај тип е жално што пази, тај тип може да ме хакира утре, многу повеќе се разбира од мене. Треба да земе да проучи што е тоа крипто и што е биткоин. Значи ти си од IT сектор експерт, не знаеш што е Ethereum. Ај за биткоин, нели, да речеме повише веруваат у Ethereum. Еве да го ставам на страна биткоин, што е срамно да не го знае IT експерт. Човек што е завршил IT школа, е срамно да не знаете што е блокчейн и срамно е да викате блокчейн е едно, биткоин е друго. Луѓе, сменете го дилеро. Не знам дали пушите, не знам, може да треба ви витката обична тамо зелена. Сменете го дилеро, сменете ги апчињата, земете да истражувате. Ако сакате прашање, јас сум знаат сите,
нон-стоп достъпен, пишете, на сите ќе ви одговорам. Значи, не ми нон-стоп пишувајте прави видео, ако можем, еве ќе направам видео. Видеото ќе биде 1 сат и 15 минути. Ако ви интересира како да се извадите од тие гомна балкански и од таа политика и од тоа оговарање, ќе го гледате видеото. Ако ви интересира па да се смеете, супер, гледајте го па за да се смеете. А ќе се видиме после неколку месеци. Знам нели таа нели приказ на нон-стоп што ми кажувате, ама и ти ќумреш ке те закопаме у истиот гроб. Таа е најголема глупост слика што имам видено. Да, ќе не закопате еден гроб, ама тоа позади мене што ќе стои делото, сигурно нема да биде исто. Вашиот гроб секој ќе го одмине. Ама мојо ќе застанат и ќе се поклонат еден ден на тај гроб. Чао.